нашето представување на сајмот на книгата, кој што почнува од утре, 23 април и ќе трае до 29 април. Тука со нас е и Бранка Бугариска, директорката на издаваштво Сламина, која што ќе каже некој збор за нашиот јубилеј. Поведе, Бранка. За нас ова се 20 години работа, раст и континуитет на една приказна која што започна од едноставна можеби идеја, дека книгата има сила да менува, но сила и да инспирира, да гради вредности, да поврзува и да образува, па и преобразува. Во изминатите 2 децении Арш Сламина се разви во водечка издавачка куќа со богато портфолио кој опфаќа и домашна и преводна светска литература, литература и за деца и за возрастни, фикција и нефикција, стручна литература, учебници, едукативни изданија, дидактичка помагала, списанија за деца и ученици, дигитална образовна платформа, гифт програма и разни специализирани проекти. Автори со работници, но најважно од се дека тука е една силна заедница на читатели која секојдневно расте со нас. Но уште поважно е дека зад секоја од книгите, за секоја книга стојат посветени професионалци со визија, со знаење и со чувство за квалитет, кои од ракописот успеваат да создадат една книга која стигнува, заслужува да стигне до раците на читателот. Може да ги направиме достапни за младите читатели, како што спомна и Бранка, организираме и богата програма. Би издвоила само дел од настаните кои што мислам дека се интересни и ве поканувам вас и како медиуми да ги проследите. На првиот сајмски ден имаме отворање со промоција на новата книга на Зоран Спасовцов, Гоце Делчев, Љубов и смрт. Во 18 часот го очекуваме на шталот на Сламина, пошто ќе следи една забава. За најважните книжевни признанија направи оваа година, така да ве поканувам и вас новинарите доколку сакате да се сретнете со нејзе. По неја ќе бидат подпишувањето со Ане Крусјаков, Росина Пармаковска и новата книга на Зоран Анчевски. My editor and I had a wonderful dinner. The food is fantastic, but I think I'm already in love with the coffee, which I've had quite a lot of because it's the middle of the night my time. The coffee is fantastic, the buildings are gorgeous, and I just can't wait to spend the week here. And I think the thing I'm most looking forward to is spending time with my publishing team, of course, who worked so hard to put all of this together, but also the readers. I am thrilled to meet readers. Whenever I go on tour, and having it be here in Macedonia makes it even more special because they have welcomed me so warmly. I've been getting messages on Instagram, all kinds of things from the readers, and I just can't wait. They have, because I would love to talk about whatever the audience is most interested in. Be very dark and twisty. I always say I don't base anything in my book on my real life, on myself, but I do have to be able to access the emotions my characters go through. So it's similar. I was talking to an actress the other day, and we talked about how you need to be able to understand what your character is going through in order to portray it accurately, whether it's on the page or on the screen. Meeting readers face to face. I am on social media a good bit because it's such a nice way to connect with readers, and I can't tell you how many messages, how many people are following me from Macedonia, and that's been really nice to get to interact with them because I feel like when I see them at the book festival, I will already know them in a way. They're already becoming friends. Читателите од овој регион, иако веќе средба во живо, затоа што веќе често контактирам со нив во кој што би бил можеби најневообичаен, најмногу ве изненадил за некоја ваша книга. A book called The Wife Between Us, and a reader said that it helped her get out of a bad relationship. She recognized things in the book that were going on in her own relationship, and that felt absolutely wonderful. Writing fiction is something I have to do, and I was talking with an author friend recently, and we both agreed we would still do it even if we weren't published. There's some obsession, some itch that comes with writing a novel that is part of me now, and I don't know if I will ever stop. I hope to be one of those authors who's continuing to publish into my 80s. All of that, deadlines. So being an author does give me more freedom. It's
suppose. I can't imagine having told my editor, my city editor for the paper, that the news wasn't there that day and I couldn't turn in my story. They would have no patience with that. You learn to put down words even if they're not perfect. You can go back and fix them later. It's that getting over that initial block, and that discipline is so important. And I remember Почитокот дали да се задржи тензијата во средината на романот или она на крајот, да речеме, пресвртот. Is the trickiest part, because in the beginning you're setting everything up and your ideas are flowing. At the end, you're bringing it all home. It's like running a marathon, right? The middle is the toughest part. That's when you really want to keep the stakes high. You want to keep people flipping the pages, and by then maybe you're 60,000 words in, and you've got a lot going on, and you've got to answer some of the earlier questions you've raised in the book. So that's my biggest challenge. Everything that they have done to make this truly a trip of a lifetime. Thank you. She has no microwave, cut off with everybody from the outside, and it turns out she was one of the women who had the experiments done, along with 3 of her friends. And one day they all disappeared in the 1960s, and this woman's the only one left. Постапуваат со мене со такво внимание и таква грижа, се осеќам како ова да ми е патување на животот.